Некогаш во дамнина времето беше мерено со промените на небеските тела, со бавното движење на звездите низ ноќното небо, со сончевиот лак и мените на сончевата светлина, со зголемувањето и смалувањето на месечината, со плимата и осеката, со годишните времиња. Времето исто така беше мерено со очекувањето на срцето, со ритамот на сонот, со повторното јавување на гладта, со менструалните циклуси кај жената, со време траењето на осамата. Потоа, во еден мал град во Италија беше изграден првиот механички часовник. Луѓето беа мајгепсани. Подосна станаа ужаснати. Пред нив се наоѓаше човековиот изум кој што прецизно го мереше животот, кој што распонот на копнежот го преверуваше со линија Ришестар, кој што прецизно ги мереше миговите на животот. Меѓутоа, големиот часовник не можеше да се игнорира. Тој мораше да се почитува. Пронајгачот беше наговорен да го изгради големиот часовник, а потоа го убија и ги уништија сите останати часовници. На некој начин, животот се одвива исто како и пред големиот часовник. Улиците искрат од детска смев. Кога времињата се добри, фамилиите пијат пиво. Момчињата и девојките срамежливо се меркаат преку аркадите. Софите размислуваат. Но во секоја мисла, во секоја воздишка, во секој прекрстување на нозите има некаква мала тескоба. Некаков јазол која заплеткува мислата. Секоја дејност, па колку и да е небитна, не се одвива веќе слободно. А тоа е така бидејќи сите знаат дека во една катедрала во Рим се ниша масовно бронзено клатно поврзани со сложен механизам на запчаници и лостови. Тамо, дами и господа, се ниша клатното што им ги одмерува животите. И сите знаат дека кога тогаш ќе почат со немарните интервали на својот живот. Секој маж или жена мора да отпатува до храмот на времето. И така, во било кој ден, во било кое време од денот, колона од 10.000 верници се шират од центарот на Рим, како што се шират зраците на сончевата светлина. Колона од верници која чека да се поклони пред големиот часовник, замислете. Тие седат во тишина, читаат од молитвениците и ги влечкаат децата. Стоат во тишина, но потајно вријат од бес, бидејќи тие мора да го мерат она што не треба да биде мерено. Мора да го наблюдуваат прецизното минување на минутите и децениите. Тие, дами и господа, се заплеткаа во својата собствена досетливост и смелост. Затоа ќе платат со своите